Има лек за хемороиди, семе од планински трн, спас за пациентите. Во срцето на нашите планини, каде природата уште диктира ритам на животот, дедо Дане од едно мало радовишко село споделува традиционален рецепт, за кој тврди дека помага за лекување на хемороиди, целосно природно и безболно. Според неговите зборови, семето се бере во септември, кога ќе озре самата китка на трнот. Се консумира наутро веднаш по будењето. Иако неговите производи се уште не се лабораториски тестирани, интересот за ваквите природни лекови постои. Во време кога се повеќе луѓето се враќаат кон традиционалното и органското, дедо Дане останува жив сведок за едно значење кое полека исчезнува од секојдневието. Нашата екипа го посети дедо Дане, кој ни ја раскажа својата приказна и го сподели својот лек. Има лек за хемороиди, оригинал, безболно лечење. Во едно семе од планински трн, така се вика планински трн. Во оригинално, за 15 дена нема хемороиди. Безболно лече, без осад, тие ќе заминат. На кој начин се подготвува тоа семе? Тоа се пие на сабале пред станување, лажичката, кај го ти рече каде е? Лажичката се нацрпе вака и се направи вака, бидејќи во е многу јако. Не смее пуна лажичка, него со прсто, што остане тука, у грлото и чаша вода. Не се вари? Ништо, какво што е, такво е. Кој период го берат? У септембар. Септембар, дури кога ќе оdzрее оно, то китката што е цветот, семето, тога го оdzрева и тога го береме. Барат ли го? Или не Па, знаат луѓето? сите што прочитат тука, зимаат. Дедо Дане не само што го собира семето од планински трн, туку своето знаење за билки го користи за други природни препарати. 150 динар. Тешко се и наоѓа веќе, кој оде по планина да собира? Па сега, јас одам уште. А собирате и други чаеви, гледам. Па да, го се, Каков чај друг собирате? па има црвен кантарион, липа, овчарска торбичка, тоа за внатрешно крварење, коприва, камилица. Па жолтиот шо е? Ова е жута ајдучка, ова е бела ајдучка, црн слезен, подабиче за шеќераши. Инаку медицинските експерти повторно потсетуваат дека природната медицина може да биде дополнување, но не и замена за професионалната здравствена грижа.